Разговараме со професор доктор Виолета Миленковска. Добар ден. Добар ден. Вие сте редовен универзитетски професор, постојано сте во контакт со млади, учите рамо до рамо со нив, се надоградувате. Ако и тоа и го бара вашата професија, за која што велат дека најмногу и прилега на жена, што ќе кажете вие? Да, јас премногу ја сакам мојата професија, уште од мали нозе. Секогаш ги сакав дечињата од мојата улица и секогаш се трудев тие да бидат срекни, измислував разни видови на игри, ги седнував на тротарчето па им покажував како што треба да работат, како да се смеат, како да одат, како да пеат. Значи, од секогаш сум ја сакала оваа професија, без да знам дека некогаш во иднината ќе станам еве и универзитетски професор. Лидер велат се раѓа. Не стануваш попатно годините, а вие велите дека учењето е за цел живот и е најдобрата инвестиција во себе. Што бара се од вас, вашата професија? Да, ако сакаме да бидеме успешни во нашата професија, мораме да се надградуваме постојано. Значи, не можеме само да кажеме дека започнуваме да учиме основно, средно, високо образование и застануваме. Не. Туку морам да го спомнам во овој контекст мојот почитуван свекор, кој што прерано не напушти, но ги памтам неговите зборови кога кажуваше дека за да бидеш успешен професор, наставник, учител, мораш да ги поминеш сите скалила во образованието. Јас сум срекна што го послушав. Навистина прекрасно се чувствувам затоа што видов колку е хумана оваа работа, колку е убаво да работиш со од мали дечиња до студенти и колку треба да имаш вештини во себе кои што природно можеш да ги поседуваш за да се ја сакаш впрочем својата професија како професор. Се чини дека жените треба да имат повеќе вештини во себе да можат, доколку имаат амбиција да се реализираат на работното место, како што е вашиот случај. Но и да го изменаџираат животот дома, семејството, децата, работата. Успевате ли во тоа? Како е предизвикувачки за вас? Може да кажеме еден ден. Да, се разбира. Значи, не е само професионалниот дел. Туку едноставно морате да бидете спремни на сите предизвици што произлегуваат во вашиот живот. Значи, пред се воспитувањето на децата. Значи, морате да бидете добра мајка, која што ќе успее да ги воспита децата или да ги инструира или да ги воведе по правиот пат. Потоа мора да биде добра сопруга, нели, да му се најде на сопругот во поддршките, не само во домашните потреби, туку едноставно да биде ветрот во грб. Да му бидеш поддршка во целиот негов живот и цела негова кариера. Потоа порано многу ми беше грд тој збор домаќинка, значи сметав дека домаќинки се оние жени што само готват. Не, значи домаќинка е една жена која што ќе ги исполни сите предизвици, сите потреби на своето семејство. И се надевам дека јас не мислам дека сум нешто идеална во тој дел, но се трудам колку можам повеќе да допринесам да имаме едно хармонично семејство каде што секој со секој ќе се разбере и ќе си помогне еден со друг. Се чини дека жените ја менуваат историјата. И колку сметате дека сега, да речеме, со оглед вашето искуство, за разлика од години претходно и можностите кои што ги имаат сега, им се отвара патот. Да се реализираат и веќе да нема некои поделби, ова е машка работа, тоа е женска работа. Па да, токму тоа е и јас ќе го спомнам моето здружение во кое што од 2009 година е конституирано и во кое што членувам јас, кое што се труди, односно основната програма на ова здружение да се труди да се бори против родовата нееднаквост. Односно, да им се даде помош на жените или поттик да бидат на водечките позиции во компаниите. Впрочем, за тоа се залагаат и една од идеите на Европската Унија.
да, жената мора да има подкрепа и мора и таа да подкрепува, значи мора да имаме взаемни мислења или пак да разменуваме искуства, каде што ќе може да бидеме успешни. Секоја жена треба да ја помогне на другата жена, значи да се создаде, да се осети онаа сила на жената која што има во себе. Го споменувате неколку пати здруженијето, ама не го споменавте признанието кое што ви беше дадено, добивте и признание. Што за вас, за вашата работа, поттик, волја, мотив, значи признание, вреднување на труд? Па знаете како сега, тоа признание многу ми значи, мислам чисто како нешто кое што сметам дека секоја жена треба да го има, признание на жена лавица. Но ние жените сме цел живот. Жена, сопруга, мајка, кралица и на крајот лавица, која што цел живот се бори за себе, нормално за својата кариера, за семејството, за децата, за општеството, што повеќе да допринесе. И се чини дека таа борба е сосема оправдана. Да. Да, оправдана е и очекувам дека, без разлика дали некој во писмена форма ќе го добие тоа како жена лавица, дека едноставно најубаво е да се дадеме самите комплименти дека навистина сите жени сме лавици. Би сакала да го заокружам со вас разговорот со оглед на тоа дека отварате пат за помладата генерација и со младата генерација сте постојано во комуникација. Образованието е најважно, можностите кое што дополнително општеството им ги дава на младите се уште толку важни за тие да ни останат тука кај нас на наше тло. Колку сето тоа иде едно по друго, рака до рака и ќе успееме ли во тој процес? Може би се движиме многу спора, но имаме ли напредок? Па имаме напредок, за се зависи од тоа колку ние допринесуваме како професори да ги релаксираме студентите. Значи, едноставно да им пружиме рака во кој дел, да им кажеме дека сме тука до нив, да им помогнеме, дека сме достапни постојано за сите видови на прашања, и приватни и службени. Јас секогаш сакам од студентите да ми ги кажат и проблемите кои што ги имаат, без разлика дали се однесуваат во однос на наставата. И на барам начин како да им помогнам, како да им се најдам, па потоа ги преслушувам, па се слушаме, па се... Во тој дел веќе тие почнуваат да се ослободуваат во зборувањето, да примаат совети мои, и ме радува што имаме ние потенцијал кај нашата младина, но за жал состојбата во моментов е трагична, затоа што многу млади се иселија од нашата држава, заминаа во европските држави, но се надевам дека ќе се смени нешто во општеството и дека повторно ќе се вратат во нашата Македонија и ќе творат и создаваат за својата држава. Ви благодарам, професорке. Благодарам и на вас.